Да има полни 18 години, да плива добро, да има сериозен пристап кон работата, се само некои од условите кои треба да ги исполнува едно лице за да биде спасувач на вода. Кирил Стојменов, кој е обучувач во таа област, вели дека курсевите траат до една недела, во која се изучуваат разни вештини, се со цел да се помогне доколку дојде до некој несакан инцидент на базени или на отворени води. Да биде спасувач на вода треба да има 18 години полни. Ако е под 18, не го одбиваме, значи желбата му ја остваруваме да го посетува курсот, но ако ги помине тие норми кои се пропишани, ќе добие легитимација за помлад спасител. Сега да не ви објаснам што значи помлад, што значи спасител, но во секој случај треба добро да плива, нормално. Треба да биде сериозен во пристапот на оваа работа, бидејќи сериозноста на работата е 90% од завршување на таа работа. Тоа значи приметување на инцидентот. Ако некој плива 1-2 секунди послабо, а е озбилен и е на своето работно место, е многу повеќе полезен отколку некој што е макар и светски рекордер, ама седи таму во на некоја столица, пие и него посматра или него следи инцидентот или него не ја следи површината. Така да, освен тие, да кажеме 18 наполнети години, треба да биде добар пливач, треба да може да изнурка, да кажеме, некои 10 на 15 метри, да занурка на 2 метри длабочина, тоа се како некои пропозиција од Светската федерација за да влезе во комбинација, нели, да може да полага за спасител на вода. И го следи тој курс од 7 до 8 дена, во кој изучува разни вештини, така со спасителни средства, без спасителни средства, на кој начин да се помогне на давеникот. До прва помош на давеник и така. Имавте ли, еве сега на конкретниот курс кој што заврши со спасувачите, младите спасувачи, организиран од Црвен крст Струмица, имавте ли конкретни вежби, да речеме, во кои што се симулираше ситуација на... Тоа е секојдневна вежба. Значи, во сите 8 дена од курсот се работи симулација на давење и спасување на давеникот. Така да во тие 8 дена дури тоа времење што им ги мериме на самите кандидати, нели, на 50 метри пливање, да кажеме на 100 метри, со корекции од моја страна, нели, во пливачките вештини и така, па некаде до 30 до 40% ги подобрија своите времења кандидатите од почетокот на курсот до завршниот испит, така да кажеме. Значи, тоа е секојдневно уигрување на тие вештини за како полесно да се спаси давеникот. Колку спасувачи обучивте за овие 7 дена? Нови? Нови се 13, од кои 10 се спасители и 3 помлади спасители. Стојменов, има ли некаков регистар? Колкав е бројот на спасувачи на ниво на држава и од каде би можеле, каде се води евиденција колку спасувачи има во одредена општина, во одреден град, каде би можеле да се контактираат, затоа што претпоставувам дека таква база на податоци е клучна за овој период. Бидејќи овој дел, овој сегмент од активностите на Црвен крст се води директно од централата во Скопје, така да сите податоци, комплетната евиденција и статистика е во централата, во централниот регистар, да кажеме, во Црвен крст Скопје, односно во Црвен крст на Република Македонија, нели така, кој е со централа во Скопје. Тука се водат сите податоци, сите информации. По моја, ако јас лично треба да кажам, по моја евиденција, додека активно се занимав со безбедноста на вода, околу 450 до 500 спасители има обучено под моја капа. После тоа бројот драстично се намали, додека пак да се активираме, нели, но во секој случај околу 600 спасители на вода се имат положено за спасители, од кои немаме евиденција колкав е бројот на активни. Меѓутоа, ако ги земеме сите водени површини, затворени базени, Охрид како плажи и така, според мене 100 спасители на вода годишно се активирани во летниот период. Има ли потреба постојано секоја година некаква квота на спасители што треба нови да се обучуваат затоа што луѓето нели ги стареат, ги променуваат своите? Да бидам искрен, потребата за нови спасители е малку непопуларна, бидејќи младите бараат излез, нели да кажеме, ако не најдат тука некаква работа, тогаш бараат излез во странство.
Стојменов вели дека досега тој има обучено околу 450 лица кои се стекнале со сертификати за обучувачи на вода. Бидејќи овој дел, овој сегмент од активностите на Црвен крст се води директно од централата во Скопје, така да сите податоци, комплетната евиденција и статистика е во централата, во централниот регистар, така да кажеме, во Црвен крст Скопје, односно во Црвен крст на Република Македонија, нели така, кој е со централа во Скопје. Тука се водат сите податоци, сите информации. По моја, ако јас лично треба да кажам, по моја евиденција, додека активно се занимав со безбедноста на вода, околу 450 до 500 спасители има обучено под моја капа. После тоа бројот драстично се намали, додека пак да се активираме, нели, но во секој случај околу 600 спасители на вода се имат положено за спасители, од кои немам евиденција колкав е бројот на активни. Меѓутоа, ако ги земеме сите водени површини, затворени базени, Охрид како плажи и така, според мене 100 спасители на вода годишно се активирани во летниот период. Чак, има ли потреба постојано секоја година некаква квота на спасители што треба нови да се обучуваат, затоа што луѓето нели и стареат, ги променуваат своите? Да бидам искрен, потребата за нови спасители е малку непопуларна, бидејќи младите бараат излез, нели да кажеме, ако не најдат тука некаква работа, тогаш бараат излез во странство и тој им се гледа како една шанса, едно мало прозорче, нели, да работат како спасители на одредени водени површини. Доста од нив работат во странство, значи контактираат со мене честопати, бидејќи им требаат разноразни, да кажеме, и сугестии, препораки и така натаму, па ги има скоро во цел свет наши деца кои работат од Австралија до Америка, на бродови, во Европа и така. Значи, добри се нашите деца. 25 јули е Светски ден за превенција од давење. Македонските езера, реки, базени и водни паркови ги чуваат вкупно 50 лиценцирани спасители ангажирани преку Црвениот крст. Но младите заминуваат во странство и со тоа бројката на спасители бргу се намалува.